Благодарам. Почитувани пратеници, почитувана јавност, власта продолжува со стратегијата која што е зацртана од самиот почеток. Денеска на дневен ред, покрај многуте точки кои што ги имаме, е и буџетот на Република Македонија за 2019 година и ние повторно во исто време ја ставаме Комисијата за уставни прашања на кој што се текстот предлог амандманите од 33 до 36. Причината веќе еднаш кажана пред македонската јавност, ќе ја повториме, да не може во исто време македонската јавност да следи она што се случува. Она што го направија во втора фаза, еве денеска пред почетокот на трета фаза продолжува. Дополнително, на денешнава седница имаме ставено 6 точки по скратена постапка. Сите од Министерство за финансии. Она што во минатото ви беа полни устите и дискусиите, дека владата на ВМРО ДПМН е најголемиот број од закони ги поминува по скратена постапка, стана пракса за оваа влада. Извештаите од Прибе за Европската Унија не се во оваа насока во која што вие продолжувате да ги водите постапките во пленарната сала и во Собранието на Република Македонија. Точката број 15, Законот за изменување на Законот за платниот промет, точката број 16, Законот за задолжителни нафтени резерви, точката број 17, Законот за поштенски услуги, точката број 22 за извршување на буџетот на Република Македонија, точката број 23 за Законот за банки и точката број 24 Законот за управата за јавни приходи се пуштени во Собранието по скратена постапка. Точки за кои што зборуваше и колегата Димовски, кои што се косат со Уставот во член 18, ние сакаме да ги протуркаме на кратка стаза и на брзина во Собранието. Мислам дека владата треба да се подразмисли добро за постапката на кој што ги донесува овие исклучително битни закони во Собранието на Република Македонија. Ако устите ви се полни со транспарентност, со дебати, дозволете тоа да се случи и во пленарната сала, и во комисиите во Собранието, меѓутоа и експертите и јавноста да бидат запознаени за сето ова што сакате да го направите. Од таа причина, барам 6 точки, точката број 15, 16, 17, 22, 23 и 24, да се тргнат од дневен ред и во Собранието да дојдат по редовна постапка, за која што ќе можеме да продискутираме. Ви благодарам.